Предлог законот за заштита од пушење цигари не е удар по угостителството, туку заштита на правото на здраво работно место. Ова е ставот на Министерството за здравство како предлагач на законското решение. По празничниот продолжен викенд се очекува на заедничка маса да седнат представниците на Министерството за економија и труд и Туристичко-угостителската комора и да разговараат за предлогот. Угостителите забелешки имаат, но засега јавно не се соопштуваат. Од комората велат, составки излезат по средбата. Наредната недела ќе оствариме средба со министерствата, пошто ќе имаме пресконференција, посочија од комората за Канал 5. Од Министерството за здравство и денеска преку соопштение посочуваат дека законот не уредува дали некој ќе пуши цигари или не, туку јасно определува каде тоа не смее да се практикува со цел заштита на здравието на сите присутни, потенцирајќи дека истиот е во согласност со сите препораки на Светската здравствена организација и европските стандарди. Предлогот ја третира изложеноста на тутунски чад како прашање на безбедност и здравје при работа, а не како прашање на животен стил. Во угостителските објекти, токму персоналот е најдолго и најинтензивно изложен на чад од цигари и други тутунски и никотински производи, поради што државата има јасна обврска да го заштити правото на вработените на здрава и безбедна работна средина, велат од здравство. Дел од граѓаните со поделени мислења околу законското решение, но согласни се дека доколку профункционира новиот закон мора да има строги контроли и истиот да се спроведува во целост. Велат, добро е да има одредени простории каде оние кои се пушачи ќе може да седат и да конзумираат цигари. Мене ми смета забраната затоа што не може да му наредуваш кој како да живее, нема лекови за луѓето. Треба да се има негде простор за да може да човек запали цигара, да се осеќа лагодно, а не се да се крие по чошиња или било што. Тоа не е убаво. Али сум за да не се пуши. Ја бев пушач 20 години, еве сега 25 не пушам. Па не знам дали ќе им се навали, али секако се согласувам. Па слажем се. Ипак због здравје, због осталих луѓе кои се исто кафана, например, или ресторани, било дже, би треба да се забрани. Па најверојатно, не најверојатно, него мислам дека е правилно. Со предлог законот кој треба да стапи на сила на 1 март ќе биде дозволено пушење на летни тераси само доколку тие се отворени од најмалку 3 страни. Во спротивно се предвидуваат казни и до 5000 евра. Дополнително ќе има целосна забрана за пушење во затворени јавни објекти, а се предвидува забрана за пушење и во сите видови јавен превоз, сите јавни воспитно-образовни и културни институции, заеднички простории во стамбени згради, како и приватни возила кога во нив е присутно дете. Физичките лица кои нема да го почитуваат законот ќе се казнуваат со износи од 100 до 300 евра. Забраната покрај за цигари ќе важи и за сите други никотински производи и уреди.